Добро утро, Иван, и до тебе токму така, во време кога се почесто се говори јавно за менталното здравје и се изнесуваат теми токму за јавното здравје, односно за менталното здравје, кога се говори за тоа преку уметноста добива една поинаква форма. Токму со една ваква најава ќе најавиме всушност и монодрамата Арто Ван Гог, која што ќе се одржи на 28 април во Паблик Рум во Скопје со почеток во 20 часот. Многу повеќе за самата монодрама слушаме од авторот, воедно и мојот денешен гостин Бранко Михајловски. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Драго ми е што имаме можност да ја најавиме вашата монодрама, прва, ако може да се каже. На самиот почеток ќе прашам какво е чувството да се одржи за прв пат една монодрама, да се реализира? Ви благодарам прво на поканата. Чувството да се одржи прв пат монодрама е за актер еден голем залак и тешка работа, но јас ја работев околу 9 месеци. Навистина долго време. Долго време, да, и се спремав, сакав да го изодам патот полека, да не се брза, да не се измислува некоја топла вода, би рекол јас. Да се оди по концепт. По концепт и да биде конкретно, да не биде нешто да измислуваме нови работи или некои нови филозофии, едноставно да биде конкретно и јасно за публиката. За публиката, да. Кажете ми, во една монодрама, со какви предизвици се соочува самиот актер? Со многу различни предизвици. Тоа треба, например, режијата, глумата, концептот, музиката, светлото, костимографијата, бидејќи се треба да се доведе во едно значење, заедничко значење од сите аспекти. Публиката како ќе ја прифати представата и темата за која се зборува, бидејќи не е баш убава тема во представата, мислам во смисла на посериозна тема. Посериозна тема, но мојата цел ми беше страшното и лошото да се представи полесно и поубаво. Па да, како што напоменав и во самата најава, кога за менталното здравје се говори преку уметноста, добива една поинаква форма. Така. Дали всушност и тоа беше самиот мотив за да се реализира Арто Ван Гог? Па да, и бидејќи во темата на самата представа, јас лично за менталното здравје немам академско знаење, но преку лично свое искуство сакав да си ја претворам и сопствената болка и бидејќи сите луѓе имаме некаква болка или некаква тежина во животот, во одреден период од животот, и сакав само да ја овековечам таа болка и да ја направам убава, односно да ја свртам топката на убаво, бидејќи луѓето мислам дека треба да бидат видени, да бидат слушнати без разлика колку им е тешко, колку се емотивни, колку тие сами се борат со себе си. Всушност и тоа сакате да го постигнете? Па да. Мислам дека и во последно време, и земајќи предвид и короната претходно што ни се случи, нели, во цел свет, малку не оддалечи едни од други, и мислам дека најпотребното нешто ни е друштвото, без разлика кој како се чувствува, и тоа јас би сакал да им посакам на сите луѓе што се на некаков раб или со тешки мисли или во некоја недобра состојба, да го пребродат тоа, но и нивните пријатели или роднини или најблиски да бидат покрај нив без разлика како се чувствуваат, не мора да се дружат во смисла да ги тераат на сила, ајде сега ќе се смееме, едноставно да бидат опколени со најблиските и луѓето што ги сакаат. Бидејќи напоменавте всушност дека на некој начин и вие од искуство, така, нели, тоа го имате доживеано и сакате на некој начин да помогнете на публиката со самото реализирање на оваа монодрама. Иако ви е прва монодрама, ќе прашам колку всушност е убаво
актер со искуство на некоја тема да реализира и таква уметност, таква представа? Односно, колку сметате дека на тој начин би била поуспешно реализирана? Па Поубаво да има пренесена порака? така, бидејќи се работи за животот на Ван Гог во самата представа и авторите Јоли Андреади и Арис Аспраолус од Грција имаат земено текст од Арто Антонин, кој е уметник. Тој има напишано есеј за Ван Гог, човекот самоубиен од општеството. И со тоа тие направиле една представа интересна, односно со слики и дела на Ван Гог го следеле фактографскиот живот на Ван Гог и неговиот лик и дело и направи една интересна представа, современа представа, каде што преку слики, дела и животни искуства негови на убав начин Арто го брани Ван Гог дека никој не се самоубива сам. Едноставно, влијанието од општеството, влијанието од пријатели или од луѓе може да доведе до тоа. На никој не му е дојдено и не е баш лесно и храбро да некој да си го одземе животот и мислам дека преку уметноста некој кога има глас, еве дека и прва монодрама ми е и прв пат се поставив себе си како режисер, иако имам колешката моја по режија Тамара Стојановска ми помагаше, ми беше другите очи да ме води дали одам по правилниот пат. И мислам дека преку ваква представа може да се постигне, барем да се слушне до публиката, односно до народот, до луѓето, да стигне порака дека никој не е сам уствари, дека постоењето на секоја индивидуа е значајно на овој свет. Така е, да се докаже всушност на оние кои што се присутни, па и сите да слушнат дека убавиот збор може да помогне многу на некоја, дека лошиот збор буквално може да направи многу лошо на одредено лице, со оглед на тоа дека не знаеме секој каков живот има и што му се случува. Ви благодарам многу за одвоеното време. Јас се разбира дека ќе ги поканам нашите гледачи да дојдат и да видат за каква монодрама станува збор. Еве пред самиот крај може и вие да ги поканите и уште еднаш да им напоменете зошто вреди да дојдат и да бидат дел од оваа монодрама која што ќе се одржи на 28 април. Ви благодарам. Ги поканувам сите луѓе кои сакаат прво да поддржат независен театар. Тоа морам да го напоменам, бидејќи оваа продукција на Артема, театарска лабораторија, ја создадовме со моите колеги од факултет. И би сакал да ги поканам и сите оние кои се чувствуваат ранливи или емотивни, бидејќи оваа представа не е биографија, туку едно емотивно искуство, каде што гениалноста и луцидноста се на тенка линија. Благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ви благодарам и вас. Тоа беше актерот Бранко Михајловски. Говоревме за монодрамата Арто Ван Гог, која што ќе се одржи на 28 овој месец во Скопје, во Паблик Рум. Ве покануваме да бидете дел од оваа монодрама и да видите за што поточно станува збор.